Кратки најави за денешниот дневник. Зголемување на минималната плата на 450 евра во првите 100 дена од новата влада, побараа синдикалците на првомајскиот протест. Апасиев од Охрид, македонска платформа за да запре уценувањето при составување влада од страна на албанското малцинство. Носителот на листа во петтата изборна единица од коалицијата Храбро за Македонија Самка Ибраимовски на средби со охриѓани. Партијата Родина во Охрид ги промовираше програмските цели со кои настапува на парламентарните избори. Измами преку телефонски јавувања за изнудување пари од охриѓани. За најавените и останатите содржини кои беа актуелни денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Денес во Охрид во текот на денот имавме сончево и топло време со умерена облачност. Попладне услови за врнежи од дожд и максимална дневна температура од 21 степен Целзиусов. Во четврток во северозападна, западна и централна Европа, како и во најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни врнежи и појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 22 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на поројни врнежи и појава на невреме. Пообилни врнежи и до 15 литри во попладневните часови се очекуваат во централните, источните и југоисточните предели. Ќе дува до умерен, слаб југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 15 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 24 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува до умерен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на температурите. Минималната од 9, односно 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15, односно до 13 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 18 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. По 8 мај, кој да дојде на власт, треба да ги исполни барањата во првите 100 дена од владата, порачаа синдикалците кои денеска на првомајски работнички протест побараа најниската плата да изнесува 450 евра. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов, кажа дека не се задоволни ниту една влада досега, затоа што, како што рече, водели грижа само за себе, а не и за интересите на работниците. Со овие стихови од песната Неправда од лева патика, Сојузот на синдикати на Македонија и Конфедерацијата на синдикални организации го заокружија денешниот првомајски протест пред зградата на владата од каде ги упатија барањата на работниците. Синдикалците бараат минимална плата од најмалку 450 евра, исплата на трошоците за храна и превоз во висина од 20% од просечната плата. По 8 мај, кој да дојде на власт треба да ги исполни барањата во првите 100 дена од владата, порача синдикалците. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов кажа дека не се задоволни од ниту една влада досега, затоа што, како што рече, воделе грижа само за себе. А заради тоа што не водат грижа за работниците, за пензионерите и за граѓаните. Не сме задоволни поради тоа што ни покажаа дека само за нив важат правилата во државата, а за нас не. Денеска сме тука да порачаме на оние кои планираат да седнат во новата влада дека без нас нема да има социјален диалог на кој толку многу сакаат да се фалат и дека доколку не седнат заедно со нас и не слушаат, дека ќе бидат проблем соочен со работниците и дека на таков начин ние работниците ќе покажеме повторно црвен картон. Синдикатите побараја ограничување на работата на определено време, зголемена контрола на прековремената работа, намалување на полното работно време на 35 часовна работна недела и укинување на 72 часовна работна недела на стратешки проекти. Пораки до новата влада по изборите синдикалците испратија од пред зградата на владата и собранието, а се обратија и до работодавачите од предстопанската комора. Од срце ве замолувам да им свртиме грб на газдиве позади, што уживаат по турски, грчки и така натаму. Да знаат дека без нас не можат. Да знаат дека оваа држава и компании се изградени од работничка крв и пот. Да знаат дека младите не можат да се одлучат за семејство со тие договори на определено време и договори на дело. Да знаат дека ни го украдоа правото на пауза на дневен, неделен и месечен одмор. Да знаат дека не се живее со 22.500. Ние работниците од угостителството и туризмот бараме достоинствени плати, за да не мора својата екзистенција да ја бараме во Хрватска, Црна Гора и други земји и да си бидеме со своите фамилии во нашата собствена држава. Доста работиме за ситна боранија. Доста работиме за минималец. Синдикална минимална кошничка 62.000 денари, минималната плата 22.500. Сите во регионот не претркаа, сите во Европа ни се смеат. Да им порачам, помалку тендери, поголеми плати. А ние сите пак, ако треба, секој ден на улица. Побрзо да си седна со синдикатот, да ги утврдиме коефициентите и од март 25-та најниската плата да биде просечната плата, а не минималната плата. Сакаме да ќе пратиме силна порака до владата. Силно ќе ги следиме, ќе седнеме, ќе разговараме ако треба со денови, со недели. Мора да се донесат решенија каде што работникот ќе биде задоволен. Задоволен работник, задоволно семејство, задоволни градови, задоволни општини, задоволна држава. Воспротивно нема да имаат мир. Првомајскиот протест под мото Ние работниците годинава го организираше ССМ со Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија КСОМ.
Платформата која ја заостапува Левица е македонска платформа со цел конечно да запре оценувањето при составување влада од страна на албанското малцинство, кажа председателот на партијата Димитар Апасиев на Народниот собир во Охрид. Носителката на листата во петтата изборна единица Јована Мојсовска истакна дека досега со 20 пратеници покажале како се води вистинска левичарска опција, за разлика од социјалдемократите кои ги распродале сите асномски идеали. На 9 мај ќе славиме резултат од 8 до 12 пратеници во парламентот. Тоа се реални очекувања на овие избори на кои копијата ќе се кршат помеѓу три платформи, кажа председателот на Левица Димитар Апасиев пред Народниот собир во Охрид. Сакам да порачам на народот, едноставна е пораката. На овие избори имате три платформи, за вас е да одлучите за која сте. Првата платформа е веќе познатата тиранска платформа, таму нема разлика дали се Европски фронт, ДУИ, Вреди, тоа се иста матрица, тоа е необалистичка матрица која тежи кон разградување на државата. Втората е Софиската платформа која ја поддржуваат македонските буржујски партии од родената македонска елита, тоа се СДС и ДПМН. Едните ја поддржуваат отворено, другите латентно. И нашите информации говорат дека во првите 100 до 200 дена тие се веќе договорени да ги внесат бугарите во устав. И третата е нашата платформа, онаа која ја застапува Левица, а тоа е македонска платформа во 5 точки, со цел конечно да запре оценувањето при составување влада од страна на албанското малцинство. Носителката на пратеничката листа во изборната единица 5 Јована Мојсовска истакна дека влезот на нивните двајца пратеници во собранието покажал како треба да се води вистинска левичарска опција, за разлика од социјалдемократите кои, како што рече, изминатиот мандат ги распродале сите асномски идеали. На овие избори ја сведочиме најавената пасокизација која првично Левица е предочи, рече Мојсовска. Токму тука Охриѓани беа сведоци кога се отвараше фашистичкиот клуб Цар Борис II, на кој Левица повика на масовен протест, на кој Охриѓани и се придружија, и затоа на овие резултати видовме фијаско од страна на социјалдемократите, затоа што тие ги изневерија сите асномски идеали врз кои почива републиката. Сега кога веќе е извесен колапсот на СДС и ДУИ, тука од Охрид сепак сакам да порачам дека ние имаме една реална коалиција каде што еден исти лик уште владее во Охрид, тоа е познатиот советникот ДУИ Нефи Усеини. Ние во минатото сведочевме, единствено Левица реагираше на дивоградбата на Нефи Усеини, кога повторно беше рушена таблата на Асном, и за жал и тогаш единствено Левица реагираше и ниту еден друг од политичките наши опоненти, ниту од СДС, ниту од ДПМН, ден денес нема никаква реакција за отстранетата плоча од страна на Нефи Усеини. Јас ќе порачам од тука, па и првото нешто што ние ќе го направиме, ќе биде да ја вратиме таа плоча кај Нефи Усеини, затоа што конечно треба Охрид да се ослободи од канџите на еден узурпатор кој е заштитен од секоја партија на власт. Ние не сме во спрега ниту со мојкниците кои се поврзани со секоја власт, ниту сме уценети, затоа нашите политички непријатели знаат дека со нас не се преговара за непринципиелни работи, истакна Мојсовска на Народниот собир во Охрид. Подобар животен стандард за работниците, измени во Законот за социјална заштита и воведување на минимална пензија во износ од 25.000 денари, вети денес носителот на петтата изборна единица од коалицијата Храбро за Македонија, Самка Ибраимовски. Носителот на петтата изборна единица од коалицијата Храбро за Македонија, Самка Ибраимовски, денес на средби со Охриѓани. Тој вети подобар животен стандард за работниците, измени во Законот за социјална заштита и воведување на минимална пензија во износ од 25.000 денари. Голем број социјални мерки, меѓу кои надоместок од 18.000 денари за секое полнолетно работонеспособно лице. Од коалицијата Храбро за Македонија ветуваат и поддршка за лицата со физичка и ментална попреченост, преку згрижување, образование и вработување. Работниците стана и сака да им се подобри стандардот, односно животот. Така, затоа ние Храбро како Македонија нудиме 7 евра сатница, што е значајно за денешниот ден, и тоа работниците треба да слушнат, дека 7 евра час бруто, нето, негде околу 644 евра ќе биде минималната плата. Ние денеска тука ќе споделиме по едно пакетче јајце, не ради друго, ради нашиот број 3. Дека првите 3 јајца кои се вапцаат дома, се вапцаат за една се става во иконата на Исус, другата се впарва за куќата и третата за семејството.
Затоа го одбравме и бројот 3, така да нека е среќен и вечен велики четврток. За подобрување на работничките права, за спречување на мобингот на работа, притисокот од извршители и нотари, зборуваше активистката, военно кандидат за пратеник Ана Глигорова. Дојдовте во Охрид со нашата петиција Стоп за извршители, Стоп за кеш кредити, за брзи пари, која е доста добра, до сега имаме 2000 подписи. Секако дека работниците се најзагрозени, бидејќи 1/3, 1/5 од работничката плата е огромна сума. Ретко кој работник тоа може да го издржи. И покрај мобингот што го има на работа, има и мобинг од извршители, мобинг од адвокатски здруженија, мобинг од нотари и од правосудниот систем. Зарем може нашиот работник ова да го издржи? Председателот на Интегра и носителот во изборната единица 2 на коалицијата Храбро за Македонија Љупчо Ристовски ја образложи пензиската изборна платформа и најави бројни идеи за подобрување на квалитетот на животот на секој пензионер. Ристовски вети дека ќе се заложи за помош на сите ранливи категории, како што се пензионерите, чии примања се пониски од 24.000 денари, како и за сопирање на брзо растечката сиромаштија со конкретни мерки и инструменти на политики за нов економски и финансиски циклус. Коалицијата Храбро за Македонија ја сочинуваат партиите Гром, Интегра и ПЦЕР, а е предводена од Гром. Носителот на кандидатската листа за пратеници во петтата изборна единица од политичката партија Родина, Маријан Гацевски, денеска во Охрид на непосредни средби со граѓаните ги представуваше програмските цели со која оваа опција настапува на изборите. Нашата главна определба е враќање на името на државата, истакна Гацевски. Политичката партија Родина Македонија денеска во Охрид ги промовираше програмските цели со кои настапува на парламентарните избори. Нашето мото е да ја вратиме Македонија на македонците затоа што сакаме државата да ја вратиме на вистинскиот пат, кажа носителот на листата во петтата изборна единица Маријан Гацевски. Не можејќи веќе да издржиме, гледајќи наназад 33 години, како политичките фели со само нивно менување на бојата, но не и нивната суштина и срж во последните 33 години. Не сменија ништо, освен наше обезличување на македонците, понижување, погазување, до степен на наше целосно поништување и исчезнување. Затоа решивме да се вратиме во политиката, да донесеме таква програмска цел со која што како број 1 ќе ни биде враќање на името Македонија на државата, понатаму враќање на знамето со 16 кракото сонце од Кутлеш, грбот со символ лавот, а понатаму и симнување на санкциите на братскиот наш народ на Руската Федерација. Сакаме да ја видиме Македонија за членета во сите стопански економски организации на евроазиските земји, да го заштитиме семејството, да го унапредиме и развиеме енергетскиот сектор, туризмот, угостителството, посебно овде во Охрид. Развој на гасната и патната инфраструктура, железници и автопати, зачувување на сите природни национални богатства, шумите, водите и пасиштата, развој на земјоделството и сточарството, квалитетна здравствена заштита за секого, национализација на сите стратешки субјекти и фирми се само дел од програмските определби на Родина, истакна Гацевски. Тој ја побара поддршката на охриѓани, повикувајќи ги на 8 мај да го заокружат бројот 14 на гласачкото ливче. Измами преку телефонски јавувања за изнудување пари од граѓаните. СВР Охрид презема мерки за пронаоѓање на лица кои деновиве преку телефонски јавувања кај граѓаните од Охрид, лажно представувајќи се, вршат измами за случајни сообраќајни незгоди, во кои наводно жртви или тешко повредени биле членови на нивните семејства или други нивни роднини. Со тоа создаваат огромна вознемиреност кај граѓаните, а целта на овие измами е да изнудат пари за наводна помош при понатамошната постапка. Од СВР Охрид апелираат до граѓаните да не се наседнуваат на ваквите телефонски јавувања и веднаш да ги пријават на бесплатниот телефонски број 112 или лично во најблиската полициска станица, потенцира портпалорот на секторот Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американскиот Сенат едногласно го усвоил законот за забрана на увоз на руски ураниум, откако представничкиот дом во декември го усвои овој предлог закон, пренесо денеска американските медиуми.
Ураниумот се користи за напојување на комерцијални нуклеарни реактори кои произведуваат електрична енергија. Американските нуклеарни централи извезле околу 12% од потребниот ураниум од Русија во 2022 година, според евиденцијата на Управата за енергетски информации. Најмалку 19 лица загинале синоќа кога се отворила провалија на автопат во Јужна Кина, јавиле државните медиуми. Под урнатините на автопатот биле пронајдени 18 автомобили со вкупно 49 лица. Сликите објавени на социјалните мрежи и пренесени од локалните медиуми покажуваат дека чад и оган излегуваат од длабоката провалија во која паднале автомобилите. Властите соопштиле дека речиси 500 луѓе биле испратени да помогнат во спасувањето. Засега не е познато што го предизвикало уривањето на патот. Во последниве недели провинцијата Гуандонг беше погодена од серија временски проблеми, од смртоносни поплави до разорни торнада, јавува агенцијата Франс Прес. Повеќе од 100 лица били уапсени во Шпанија под обвинение дека со измама украле илјадници евра од корисници на апликацијата WhatsApp, тврдејќи дека се роднини во неволја, објавиле денеска шпанските медиуми. Полицијата соопштила дека уапсените биле дел од криминална група, која преку оваа измама остварила нелегална добивка од речиси 1 милион евра, а барала од 800 до 55.000 евра. Тие се обвинети за измама, перење пари и учество во криминална организација. Во наједноставниот облик на измама, измамниците се преправале дека се роднини кои користат нов број за итни случаи и бараат од жртвата да им испрати пари. Тие често тврделе дека телефонот им е изгубен или оштетен и дека не може да пристапат до банка. Основачар на Binance, милиардерот Чангпен Жао, бил осуден на 4 месеци затвор во вторникот, откако се изјаснил за виновен за перење пари во неговата криптоберза. Тој е обвинет за намерен неуспех да спроведе ефикасна програма за спречување на перење пари, како што се бара со законот за банкарска тајна и дека дозволил Binance да обработува трансакции кои вклучуваат приходи од нелегални активности, вклучително и меѓу американци и поединци во јурисдикции за санкции. Најмалку 55 лица биле повредени, од кои двајца потешко, кога воз и автобус на Универзитетот во Јужна Калифорнија се судриле на прометна улица во центарот на Лос Анџелес. Телевизиските снимки покажуваат дека левата страна на црвено-белиот градски автобус била искршена, кога удрил во првиот вагон од возот на метрото. Портпаролот на метрото изјавил дека автобусот преминал на патеката на возот, што пренесувал патници од источен Лос Анџелес до центарот на Санта Моника. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!